Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Поздрав до сите вас кои денеска ќе бидете со нас, ќе следите ова наша утринска програма. Поздрав до оние кои се на работните места, оние кои можеби се на село, нешто работат или возат можеби, а секако има и оние кои седат дома на топло, што би се рекло, од таа постара генерација. Поздрави до вас кои можеби сега станувате или ки си легнете, бидејќи ова емисија следат многу наши гледачи од сите делови на светот, како Австралија, Америка, Европа и така натаму. Така да, еве, поздрав, чувствувате се добре дојдено во нашата утринска програма, што ја приготвуваме секој утро за вас, почитувани гледачи, од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова е адвентистичко радио кое ја пропагира Библијата, односно ја проучува Библијата, Свето писмо, но споделуваме информации од секојдневниот живот. Така да, еве, на почетокот ќе ги проследиме нашите сервисни информации. Денеска е 13. април 2022 година, среда, 103 ден во годината. Сонцето изгреа во 5 часот и 56 минути, а ќе зајде во 19 часот и 10 минути. Денот трае 13 часа и 7 минути, како што приметуваме, се уште се зголемува денот. Во Кавадарци утрово 8 на сончев ден, некаде беше околу 3 степени наутро, но сега и веќе температурата зголемена и плюс 6 е во Кавадарци, односно во Тиквишијата. Што се однесува до воздухот, во Кавадарци е делумно загаден. Иако е сончево, но мерната станица ни ги испраќа тие информации дека е воздухот делумно загаден. Како и да е, според денешната прогноза, ќе имаме сончево и топло со мала локална облачност во планинските региони со слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите беа во позитива, еден имавме тамо некаде во западните делови -1 до 13, во Теквишијата ќе биде од +7 до 23, Пелагонискиот регион ќе достигне температурата до 20, во Охридскиот до 17 степени, во Скопскиот регион 22, Куманово од 1 до 18, Берово -3, утрово беше па до 18 ќе се искачи и во Гевгелија ќе биде најтопло, како и Кавадарци, од 4 до 23 степени. Искористите го денешното топло време, почитувани гледачи, и утрешното, бидејќи веќе од сабота навечер се најавува промена на времето. Значи, ќе имаме драстично намалување на дневната и утринската температура, така да ќе има врнежи од дожд, посебно во недела. Но следете нашата емисија, ние редовно ќе ви известуваме за состојбата на времето. Значи, утре ќе имаме повторно сончево скоро во цела Македонија. Едино во Беровскиот регион и во Охридскиот регион ќе имаме променливо облачно, температурите ќе бидат во позитива, така да ќе се искачат како и денешните температури до 23 степени во Гевгелискиот и во западните делови Полошкиот регион, Гостивар, Дебар до 13. Како е да е, значи денеска, утре и задутре ќе имаме се уште топло време, но промена на времето се очекува од сабота навечер кон недела. Еве, тоа беа
овие податоци и информација за состојбата на времето во нашата република. Од Автомоту Сојузот на Македонија јавуваат дека на патниот правец Струга Кјафасан на делницата од бензинската пумпа Камара, значи во Мали Влеј, на учесниците во сообраќајот им се препорачува намалување на брзината на движење на околу 40 км на час поради изведување на градежни работи на тој дел од патот. Инаку, сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Внимателно возење, значи се препорачува по клисурите, бидејќи може да има одрони, да се почитува патната поставена сигнализација и внимателно управување со возилото, особено, како што спомнав, на тие патни правци низ котлините, клисурите, како што се Катланово, Велес, понатамо Марово, Дебар, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Посебно внимание до возачите патуваме да внимават во градските средини, иако денеска децата се уште не учат, во смисол бидејќи има штрајк на просветните работници, но да се внимава на пешачките премини, каде што поминуваат дечиња и постари луѓе, воопшто кај што има пешаци, да се внимава, бидејќи многу наши сограѓани или го губат животот или остануваат трајни инвалиди токму на пешачките премини, затоа што од страна на возачите не се почитуваат тие правила. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве ќе споменеме неколку интересни настани што се случило во минатото. Значи на денешен ден, 13. април 1605 година, умрел рускиот цар Борис Фјодоровиќ Годунов, кој го презел престолот во 1598 година по смртта на Фјодор I. Има интересни, значи, настани, претежно се тоа од политиката, но еве, ќе спомнам дека во 1848 година на денешен ден Сицилија прогласила независност од Неаполското кралство. Во 1898 година на денешен ден Француската академија на науките објави дека Марија Склодовска-Кири, хемичар и физичар од полско потекло, откри нов елемент кој го доби името радиум. Ете, значи, ова госпоѓа Марија Склодовска го открила радиумот. Во 1906 година, на денешен ден во Стар Дојран е роден Анте Панов, македонски драмски писател. Неговата литературна дејност од извонредно значење е за македонската литература. И сега овде има напишано неколку драми, како што е познатата Печалбари, која за прв пат е изведена во Скопје на 3. март 1936 година. На денешен ден, 1919 година, британските трупи во Амрицар масакрира најмалку 379 индијанци, приврзаници на водачот на движењето за независност на Индија Махтама Ганди. Ете, се случувале трагедии и во минатото, почитувани гледачи. 1961 година ќе биде позната на денешен ден кога Генералното собрание на Обединетите нации осуди политиката на апартхеидот во Јужна Африка. Во 1966 година председателот на Ирак Абдул Салам Ариф загинал во хеликоптерска несреќа, значи на денешен ден. Еве нешто за Македонија. 2012 година, на денешен ден во Скопје, во 77 година од животот починал истакнатиот македонски писател и академик Ташко Георгиевски. Тој долги години работеше како уредник во македонската телевизија, како уредник во издавачките куќи Мисла и Македонска книга. Еве, има уште многу настани кои се случили, но ги одбрав оние кои можеби се поинтересни и
споделив со вас, почитувани гледачи. Уште еднаш ви посакувам добре дојде на сите вас кои сега се вклучивте и ја следите во живо нашата програма, утринската емисија на радио Глас на надежта. Продолжуваме сега со убава христијанска песна. Put je moj tako dug, da ja plašim se, on ne pruža mi radost, ni mir. Zato ja želim ići sa Isusom, jer ću stići u večni dom. Ruku sad ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu, Bože moj. Idem sad putem tim, tako sigurna, jer je sa mnom moj Isus, moj Bog. Njemu ja dala sam ceo život svoj, želim stići do doma mog. Ruku sad ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu, Bože moj. Sad ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu, Bože moj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu, Bože moj. Еве повторно назад во нашата емисија, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка приказна. Еве денеска одбрав неколку капки на мудроста што ќе ги споделам со вас, почитувани гледачи. Не заборавај за својот успех пред лице кое не успеало ништо во својот живот. Не зборувај за својот успех пред лице кое не успеало ништо во својот живот. Проверете дали навистина сте добар човек. Помогнете на оние кои не може да ви возвратат. Еве некој тоа го запишал. Не размислувај за оно што го немаш. Размислувај за тоа што можеш да направиш со оно што го имаш.
Ние, луѓето сме такви. Претежно сакаме уште повеќе од она што го имаме. Или гледаме другите што имат и си велим, јас тоа да го имам, што би постигнал, што би направил. И затоа ова порака има свое место. Не размислувај за оно што го немаш. Размислувај за оно што го имаш во своите раце. Оно што го поседуваш. И со тоа направи нешто. Секојаш некои ќе имат повеќе од нас. Но ако постојано гледаме во другите, ние ќе останеме на дното. Ќе си останеме тамо каде што сме. Затоа со оно што го имаш, со тие дарови, способности што Господ ти ги дал, направи нешто, умножи ги, моли се на Бога, а Господ ќе ти даде уште повеќе. Секој пат е вистинско време да се направи оно што е исправно. Денес постои една рецитација која гласи на српски јазик: сутра никад нече дочи. Всушност, денеска е нашиот ден. Да не гледаме што било во минатото, тоа е минато. Да не гледаме што ќе биде утре, тоа не знаеме дали ќе го доживееме. Но ако денеска го имаме тој ден, што Господ ни го подарил, сторете нешто денеска. А утре, кој ќе осамне нов ден, повторно направите го тоа што можете во тој ден. И мислам дека ова мудра изрека има свое место. Секој пат е вистинско време да се направи оно што е исправно денес. Не чекајте ги водачите, направите го тоа сами. Секако ние сме склони да гледаме кон водачите, они што не водат како во држава и така натамо. Но сепак да го сториме ние оној дел што можеме. Кога секој би поаѓал од себе и да го направи тоа што може, навистина работите би се измениле многу добро во позитива. Не чекајте ги водачите, направите го тоа сами. Подобро е да ја запалете свеќата, отколку да ја проколнувате темнината. Мудра изрека која има своја тежина. Да, направи го тоа што ти може. Запали ја свеќата и ќе ти биде светло пред нозете. Можеш да викаш, да тажиш, да негодуваш и да кажеш, како е таа темнина страшна. Ништо нема да ти помогне. Ако имаш можност, запали ја свеќата. Всушност, довери се на Господа и тој ќе оправа со твојот пат. Библијата вели дека Библијата е светилка која треба да го расветли нашиот духовен пат. И затоа земете, читајте ја Библијата, почитувани пријатели. Смртта треба да не затекне живи. Секако мртов човек не умира, тој е мртов, но ова изрека има своја символика. Значи, смртта треба да не затекне живи, активни. Кој ќе дојде, то само Господ го знае. Додека сме живи, треба да работиме, да создаваме, да бидеме оптимисти, да поставаме цели во својот живот и со Божја помош да ги постигнуваме таквите цели. Значи, смртта треба да не затекне живи, во активни, како активни суштества. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Секако, ние треба од Бога да бареме помош, но оној дел што можеме ние да го сториме, треба да го направиме. И затоа ова изрека мислам дека има своја тежина. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Земјоделецот треба да се моли на Бога, родот што го става в земја, Бог да го благослови, но тој треба да го стави в земја, да посее, да изора, да наводни. Не можеме ние пшеницата да ја држиме во амбарот или кромпирот во вреќите и да се молиме Бога да не благослови во нашето земјоделие. Да, Бог ќе го стори својот дел, но треба и ние да го направиме оној нашиот дел, да приготвиме почвата, да го посееме семето, а Бог ќе даде да рти, како што вели Светото писмо, и ќе донесе род, односно плод. Еве тоа беа неколкуте капки на мудрост, верам беа полни со совет, со убави работи што ќе ни користат во нашиот секојдневен живот. Да ја проследиме сега, почитувани гледачи, нашата утринска порака, односно кратка библиска приказна. Во псалмите Давидови во 119 глава, во 6 стих пишува: нема да се засрамам ако ги држам твоите заповеди или правила. Дали знаеш дека половината книги од Библијата може да се прочитат за помалку од 45 минути секоја, а некои дури и за помалку од 20 минути? Целата Библија, која има
Stari zavjet i Novi zavjet, skupno 66 knjigi, može da se pročita za 71 čas. Dobro slušnavte. Znači, za 71 čas može da je pročitame celata Biblija, počtovani gledači. Pročitav za jedna žena koja Bibliјата прочитала ни помалку ни повеќе 140 пати за време на својот живот. На возраст од 85 години таа се уште можела да ја прочита 4 пати Библијата во годината. Имајќи го нум овој пример, размисли малку за прашањето колку време минуваш во читање на Светото писмо. Една жена која купила машина за шиење се вратила во продавницата да се пожали дека машината не работи. Дали го прочитавте упатството за работа? Ја запрашал продавачот. Засрамена, жената одмавнала со главата и ветила дека ќе цирне во упатството штом се врати дома. По извесно време продавачот ја сретнал на улица и ја прашал жената како работи машината. Одлично, одговорила жената. Наместо да се мачам сама да ја откријам како работи, почнав да го читам упатството и можам да кажам дека работи безпрекорно. Драги пријатели, драги гледачи, многумина од нас или многумина христијани имаат проблеми во животот како и оваа жена со машината за шиење, бидејќи не го читаат упатството. Верното Божје дете, ако сака да му угоди на својот Бог, ќе дзирне, ќе прочита во неговото писмо, ќе го проучува, ќе медитира, ќе се моли врз прочитаното и на крајот ќе ги послуша советите што Господ ги дава преку својата реч, преку Библијата. Следејќи ги инструкциите во Библијата ќе се избегнат многу проблеми. Затоа еве порака за ова утро, за сите нас. Читај го упатството и ќе се увериш. Давид рекол, Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Следи го упатството, немој да претпоставуваш, немој да се мачиш, немој да толкуваш нешто што не си го прочитал. Земја Библијата. Ако ја немате, ние ви стоиме на располагање, почитувани пријатели. Пишете ни на нашата адреса или на нашиот телефон, а ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо на македонски јазик. Ваше само да побарате, да изразите желба. Еве, тоа беше утринската порака, утринскиот текст, односно стих, кај што видовме дека Бог не повикува да го следиме упатството, тоа е Светото писмо, книга над книгите, која денеска барем на овој простор е достапна на наш современ македонски јазик. Одиме повторно со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Bog, Tvorim se
Следува рубриката Утрински текст или Утринска порака од Библијата. Секој утро, некаде во ова време, објавуваме библиски текстови, почитувани гледачи, со соодветен коментар. Денешната утринска порака ја наоѓаме во книгата Откровение, во последната книга на Библијата, 12 глава, 11 стих, да станеме победници. А тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво, и него засака својот живот дури и до смртта. Христос на секој припадник на човечкиот род му возможил да се спротистави на искушението. Сите кои сакаат да живеат побожен живот може да победат како што победил Христос. Ако сакаме да стекнеме Божја благодат, мораме да бидеме спремни да го извршиме својот дел од работата. Господ не ветил дека наместо нас ќе направи да сакаме и да чиниме. Неговата благодат ни е дадена да не наведе да сакаме и да чиниме, но никогаш наместо нас да изврши одредено дело, да послужи како замена за нашите напори. Нашите души мораат да бидат потикнати на соработка. Светиот Дух делува во нас, за да можеме да го градиме своето спасение. Благородните умни својства и возвишениот морален карактер не се последица на случај. Бог дава можности, а успехот зависи од начинот на кој сме ги искористиле истите. Отворената врата која ни е дадена, провидението мора брзо да биде воочена и спремно да се искористи. Неопходно е да одржиме жива врска со небото, барајќи ја така често како и Даниел 3 пати на ден, божествената благодат, за да им се спротиставиме на желбите и страстите. Ако со желбите и страстите се бориме без божествена помош и негова сила, нема да постигнеме никаков успех, но ако од Христа направиме своја тврдина, нашата душа ќе запее. Но во се ова победуваме надмокно преку оној кој не возлюби. Никој нека не мисли дека може да победи без Божја помош. Ви морате да имате на располагање енергијата, снагата и силата на внатрешниот живот кој се развива во вас. Тогаш ќе раѓате родови на побожноста и ќе развиете во себе силна одвратност кон пороците. Вие морате упорно да се трудите да ја отфрлите секоја световност, секој празен разговор, да се ослободите од секаква телесност, да развивате во себе желба за благодарност на душата и за чист, неизвалкан карактер. Вашето име треба да биде така угледно, што никој не би можел оправдано да ве доведува во врска со било што е нечесно или неправедно, туку наместо тоа да уживате почит кај сите добри и непорочни луѓе, да бидете запишани во книгата на животот на јагнето и како бесмртници да живеете помеѓу светите ангели. Еве, ова беше утринската порака, утринскиот текст кој го најдовме и го читавме од посланието, односно од книгата на Откровението, од 12 глава, 11 стих. Како што можешме да заклучиме од овој коментар, почитувани гледачи, Бог на секој од нас му возможува и му дава сила за победа против искушенијата, но секако зависи од нас. Дали ние таа сила ќе ја употребиме, ќе ја користиме во нашиот живот. Нема Бог да се бори за нас, овде пишуваш. Бог делува преку Светиот Дух во нас, за да може да го градиме своето спасение. Значи, тој ни дава сила на располагање, но мора ние тоа да го дозволиме, да таа сила не употреби во позитивен смисол и да издействуваме победа. Затоа, вие морате да имате на располагање енергијата, снагата и силата во внатрешниот живот кој се развива во вас. Тогаш ќе раѓате родови на побожност и ќе развиете во себе силна одвратност кон пороците. Вие мора упорно да се трудите да ја отфрлите секоја световност, секој празен разговор, да се ослободите од секаква телесност, да развивате во себе желба за благодарност на душата и за чист, неизвалкан карактер. Секој од нас имал или има некој порок
i sami ne može da го отврлиме. Секако Бог ни стои на располагање, но ние треба да му дозволиме и ние да донесеме одлука дека од денеска ова нема да биде така или она што сме го правиле. Едноставно, Бог тогаш ќе се замеша и ќе ни даде навистина посебна сила да се избориме на сите тие негативни работи што се случуваат во нашиот живот. Вашето име треба да биде така угледно што никој не би можел оправдано да ве доведува во врска со било што е нечесно или неправедно, туку наместо тоа да уживате почит кај сите добри и непорешни луѓе, да бидете запишани во книгата на животот на јагнето и како безсмртници да живеете помеѓу светите ангели. Нека тоа биде и наша цел, почитувани гледачи, да еден ден навистина се најдеме таму помеѓу ангелите. Таму во новиот свет, таму кај што денеска е Мојсей, Енох, Илија и уште неколку луѓе кои воскреснале од оваа земја, кои живели на оваа земја, но Бог ги прибрал, ги изел горе на небото. Еден ден сите спасени од сите векови, кои ќе дојде Исус Христос, ќе воскреснат и ќе бидат преобразени во едно ново тело, за да живеат во еден нов свет горе на небото. Секако ќе има група на луѓе кои ќе останат во своите гробови, тие кои можеби денеска се смејувале, не му верувале на Господа, одмавнувале со рака и си велеле ништо тоа нема. Тие ќе останат или да години во своите смртни постели и тие ќе воскреснат во второто воскресение, но не да примат награда, туку да примат вечно уништување. Од нас зависи во која група ќе се најдеме. Господе ни помогне да навистина се најдеме во она група на луѓе, да бидеме запишани во книгата на животот и како безсмртници да живееме помеѓу светите ангели. Сето тоа го пише во Библијата, почитувани гледачи. Затоа ние ве возможуваме да имате онлайн дописна библиска школа. Сите вие кои сакате да ја проучувате Библијата несметано, значи од дома, без кореспонденција, напишување, напраќање писма во пошта, само преку еден клик на вашите компјутери може да ја проучувате Библијата. Имаме неколку сегменти на проучување за здравјето, за археологијата, за Библијата и така натаму. Да ја видиме сега рекламата, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Во рубриката за библиски личности, почитувани гледачи, денеска ќе кажеме неколку зборови за Јован Богослов. Знаеме во Библијата имаме двајца Јовановци, Јован Крстителот и Јован Богослов, Христовиот ученик. Интересно, Јован напишал повеќе книги во Новиот Завет, тоа се трите посланија до Јована и го имаме Откровението и Евангелието четврто според Јована. Значи имаме 4-5 книги напишано од рацете на овој Божи човек. Јован еден од 12 апостоли на Исуса Христа и признат како христијански светец. Значи во христијанскиот свет некои го сметат како светец, иако Библијата не дава атрибути или подлога за верување во светци, почитувани гледачи, бидејќи тоа се добри луѓе, но светец не постои. Сите ние сме свети, а кога апостол Павле пишува писма до галатјаните, до евреите, до солуњаните, и вели: поздравите ги сите свети. Се мисли сите оние луѓе кои го следат Исуса Христа во очите на Бога се свети. Јован еден од творците на Евангелието, како што спомнав,
trite njegovi poslanici i poslanija i Otkrovenije posljedno to napišeno od njegova raka. Rodem bil v Palestina, njegovite roditelji se vikale tatkoto Zevedej i majkata Saloma. Jovan zajedno su svoj tatko i brat bile ribari. Vo Evangelijata Jovan se narekova, odnosno brakjata se narekovat Zevedejevi po imeto na nivnio tatko. To je jedan od prvite učenici na Jovan Krstitelj, znači bil prvi učenik na Jovan Krstitelj, zajedno so Andrej, prv stanal apostol na Isusa Hrista. Sekako tukaj je i Jakov i Petar, tije najmnogu trojicata, znači Jakov, Petar i Jovan, bile ta garda ili ta grupa na luge koji bile najblisko do Isusa. Isus imal celost na doverovo njih i gi povikoval na posebni nastani tije trojica koji go sledele. Po voskresenijeto na Isus, to je ostanal v Jerusalim, zajedno so Petar, jednostavno lekoval luge koji bile bolni od raznih bolesti. Se veli od istorijete deka Jovan se zadržal najmnogo skoro do smrta na Marija v Jerusalim, a poto trgnal v misionstvu. Znajme deka na krstot preda umre Isus na Jovana, tu kako je bil pored krstot, ostanatite učenici skoro se razbegale, se uplašile, se sokrile, a Jovan bil tuka i mu veli na Jovana, Jovan, evo ti majka, majko, evo ti sin. Znači, ja preporačova Isus na Jovana da se griži posle smrta Isusa, odnosno voskresenijeto i zaminovanjeto na neboto, bidejki Marija ostanala sama očigledno, Josif počinal i sega nemalo koji da se griži za neja i zato to je preporačova na Jovana da se griži do smrta. Tako da Jovan se zadržal, znači do smrta na Marija v Jerusalim. V 60. godini to je zaminova v Mala Azija i tamo znači osnova raznih hristijanskih crkvi koji go sledele Isusa Hrista. Doživjel dlaboka starost i počinal na 101 godina u vremeto na caro Trajan. Spored Biblijata, Jovan napolnil znači poveke od 100 godini i taka natamo. Legendata veli deka to im kažal na svojite sedbenice da mu iskopat grob v vid na krst. Kako je da je Jovan umrel od prirodna smrt, iako bil progonet na ostrov Patmos, sakale togašnjite vodeći da go zamolknat, da ne propoveda, no Bog go spasova na čuden način od zatvorot vo Patmos, što postojal, kaj što jednostavno bilo okružen su voda, su more, no Gospod go sočuvao i je iskoristio ta prilika njegovi od prestoj bi rekao vo Patmos, da mu dade prekrasne otkrovenije. Tamo Jovan go dobiva otkrovenije, to Jovanovo. Znači, tije prekrasne videnije što Gospod mu je otkril za posljedno vreme, za Hristovo doagenje, za novi svet, za novi Jerusalim, što Gospod go prigotova za svego njegov sledbenik. To i vo hristijanski od narod se trudil da ja utvrdi verbata kon Isus Hristos, tvorec od, kako što spomnov, jedna knjigata Otkrovenije. Jovan bil svedok, to je tamo veli kako najmlad učenik ležal na gradita na Isusa Hrista. Znači, imao mnogo ljubav kon Isus i zato to je autor na mnogo knjige u Biblijata koji je opišuvat ljubovta za tije 3 ljubavi zborova Filej, Agape i Eros. Zborova znači za ta Hristova ljubav koja pokažava kon site njegovi sledbenici i zato to je napišal i ona knjiga, prvo to poslanje do Korintjanite, 13. glava, pročitajte, a ta glava početovni gledači, to je zborova za ljubav, to je ona vistinska ta ljubav, što pravi i kako čovjek koji nema ljubav, što može da napravi. Zato je preporaka od nas ovo utro da je pročitate i ta knjiga. Evo otprilika toliko za Jovana, znači Jovan Bogoslov. Onoj koji je bil del od Hristovite učenici, koji najdolgo živel, zašto je bil najmlad i ga propovedal slovo to za Gospoda Isusa Hrista.
Sakal сега да кажам и да одговорам и на прашањето кој е Светиот Дух, почитувани гледачи. Постојат многу неправилни разбирања за идентитетот на Светиот Дух. Некои веруваат, некои не веруваат дека постои Свети Дух, некои велат дека Бог е прв, втор е Исус, а третиот е Светиот Дух. Прават некоја рангирана скала. Меѓутоа, Светото писмо зборува дека Исус, Светиот Дух и Отецот се на иста линија. Тоа е тројство, тоа е за нас една тајна, целосно не ни откриена, но ние веруваме дека тројството постои и дека секој од нив има удел во процесот на нашето, на човековото спасение. Некои го разгледуваат како мистична сила, некои други мислат дека тоа е една безлична сила што Бог ја дава на своите следбеници. Но што кажува Библијата за идентитетот на Светиот Дух? Со едноставни зборови Библијата ни кажува дека Светиот Дух е Бог. Исто така Библијата ни кажува дека Светиот Дух е личност, суштество кое поседува интелект, емоции и волја. Во многу стихови во Библијата, вклучително и во Дела 5 глава од 3 до 4 стих, јасно се гледа фактот дека Светиот Дух е Бог. Во тие стихови Петар се спротивставува на Ананија зашто го излага Светиот Дух и му кажува: не ги излага луѓето, туку Бога. Знаеме, Анани и Сафира, кога излагале дека нивата е продале за толку и толку сребреници, а во црква донеле помалку, и Петар ги прашува дали на вистина за толку. И тие рекле да. Ако е кажеле вистината, никој не би ги барал нивните сребреници да ги дадат во црква, меѓутоа требале да бидат искрени. Но Петар вели, вие не го излагавте само Бога, туку и Светиот Дух кој е Бог. Значи, овде гледаме дека првите ученици верувале дека Светиот Дух е Бог, почитувани пријатели. Можеме да разбереме дека Светиот Дух е Бог, зашто тој ги поседува сите карактеристики и црти на Бога. Фактот дека Светиот Дух е сеприсутен се гледа јасно во Псалам 139 глава, 7 и 8 стих. Еве што кажува Давид: каде да одам од Твојот Дух и каде да побегнам од Твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си, ако легнам во подземјето, и таму си. А во Коринтјаните 2 глава 10 и 11 стих ја гледаме другата карактеристика на Светиот Дух. Тој знае се. Кој може да знае се, освен Бог? И затоа, еве, Библијата потврдува дека Светиот Дух е Бог, почитувани пријатели. А Бог ни го откри тоа нам преку Светиот Дух, зашто Духот испитува се, па дури и Божите длабини. Зашто кој од луѓето знае што е во човекот, освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бога, освен Божиот Дух. Можеме да бидеме сигурни дека Светиот Дух е навистина личност, зашто тој поседува интелект, поседува емоции, волја. Светиот Дух мисли и има знаење. Светиот Дух може да биде нажален или да биде ожалостен. Духот ни помага, Светиот Дух одлучува според својата волја. Светиот Дух е Бог, третото лице на триединиот Бог. Поради тоа, што е тој освен ако не е Бог? Тој може да работи како утешител и советник, како што ни ветил Исус Христос, дека сето тоа ќе се случи кога тој ќе замине од ова земја. Зато Библијата вели секој грев ќе се опрости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да се опрости. Еве, тоа беше кратко размислување, почитувани гледачи, за личноста на Светиот Дух. Проверете во вашите Библии, Духот Свети е член на небесното тројство. Тој и сега е овде. Тој ни помага кога читаме Библија, кога размислуваме, кога слушаме и кога во нашата совест доаѓаме до на сега тоа го разбав. Тоа е дело на Светиот Дух, кој ќе не упати, ќе не води по вистинскиот пат. Еве, толку за Светиот Дух, продолжуваме со песна.
Ne boj se, jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Evo nepovtorno uživo, počtovni gledajući, vi sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta. Programa koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Pozdrav do svita vas, počtovani koji se vključivte v međuvreme i ste uživo v naša ta programa. Sledova rubrikata zapoznavanje na našte sela, gradovi, vodopadi i taka natamo, a potom v drugi odjelke kažeme i zdravstven sovet, odnosno ke spodelime jedan ubav zdrav recept. Deneska ke kažeme nekoliko zborovi ke se zapoznajeme so Volkovo, to je selo ili naselba blizu Skopje. Ne znam da li ste bili vo Volkovo, no sega pristupate mnogo polesen, zašto imame od stari od pravec, od Skopje prema Novo selo i Volkovo, no imame sega vles vo Volkovo i preko zaobikolnicata Skopje Tetovo, tako da brzo može da dojdete do ta naselba Volkovo. Evo da kažeme nekoliko informaciji. Volkovo se nalogja vo zapadni oddel na grad od Skopje i je dosta urbanizirano na likovajke na sovremena skopska naselba. Pokri samo to Volkovo, vo njegovi od Atarse i ponovite naselbi Pržina i Stopanski dvor. Volkovo se nalogja na 11 km severozapadno centar od grad od Skopje. Raspoloženo je od desnata strana na rekata Lepenec na istok i vo podnožeto na ridot Cerovik, koji se izdignova zapadno. Pokri samo to selo minova obikolnicata, kako što spomnav na sami od grad Skopje, koji gi povrzova автопатните коридори 8 i 10 i niz Volkovo minuvat železničkata pruga i automobilski otpad E65 kon Kosovo i lokalni patišta kon susednite sela Orman, Kučkovo, Nikištani i Gračani. U Volkovo postoji željeznička stanica koja je graničen carinski i železnički kontrolni premin kon Kosovo. Zemljište na koje leži Volkovo je delot, ta ravnina na rekata Lepenec je sastavljeno od humusni počvi, golema plodnost pogodna za vlažni zemljodelski kulturi. Navistina etnografski Volkovo pripagja na predelot Sredorek v ramkite na Skopsko pole. Ima mnogo istorijski podatoci za postojanje to nova
село. Во 19. век во селото Волково било потполно чивчинско село под власта на познатиот Хамзи Паша, чие седиште и конаци денес се наоѓаат во соседното село Брдовици. Во рамките на Скопската каза на Отоманското царство на почетокот на 20. век во селото постоеле повеќе чифлици на 11 различни чифлик сајби муслимани кои живееле во Скопје, а во селото живееле македонски семејства кои обработувале земјата и работеле за тие аги, што би се рекло. Во минатото, па се до Втората светска војна, Волково било познато под името Вучидол или Вучидол заедно. Името Волково во самата администрација најпрвен било воведено од бугарските власти за време на Првата и Втората светска војна, а по 1944 година од минатиот век слободната македонска власт го заведува под името Волчидол, а сегашното име Волково. Има многу археолошки наоѓалишта во околината на Волково, што потврдува за една стара населба која навистина изобилува со убави археолошки пронајдоци. Што се однесува до економскиот дел, во минатото населението се занимавало со земјоделство поради погодната положба и плодна почва покрај реката Лепенец. Меѓутоа, со големиот број на доселеници од разни краишта и зафаќање на таа обработлива површина, земјоделството денес е многу малку застапено и речиси уништено. Со земјоделство се занимава помал дел од населението и тоа староседелското население во стариот дел на Волково, кое се занимава со земјоделство како и денес и во минатото. Произведува, земјоделски култури, жито, пшеница, јечман, кромит, лук, млад кромит, марула, домати, пиперки, морков. Се успева, зашто земјата е многу лесна, убава, влажна, но може се да се засе и да се користи, односно да се произведе. Неразвиени економски гранки денес во Волково се индустриското производство, трговија и услужните дејности. Има повеќе фирми, сега да не ги спомнувам, да не ги рекламирам. Волково има отприлика, според пописот во 2002 година, 6187 жители. Дали сега има според новиот попис, тоа не ни е познато. Најмногу секако има македонци, има нешто роми, Срби има 429 и останати 83. Како е да е, ако ве води патот на тој дел од Македонија, на северозападниот дел, се наоѓа ова модерно село, кај што луѓе живеат, творат и навистина близо до градот, но сепак имате чувство дека сте надвор од тој метеж, како што е скопскиот сообраќајен метеж, а овде може да најдете мир и да уживате. Тука е близо Кучко во селото, кај што може се искачите горе на ридот и целото Скопје се гледа како на дланка. Еве, тоа беа информациите што ги споделив за населбата или селото Волково во близина на Скопје, 11 километри оддалечено од центарот на Скопје. Еве сега да споделам еден рецепт. Ќофте од јачмен во сос од печорки. Самиот наслов е многу предизвикувачки и еве што е потребно. Интегралните лебови и муслито се најчести избор, но постојат и помалку очекувани и можеби и највкусни начини за да внесете житарки како што се овие вкусни ќофтиња. Што е потребно за да направите вакви ќофтиња? 1 шолја јачмен, потопен преку ноќ, 2 шолји вода, потоа имате грст магданос, земете магданос, прстофат мускатно оревче, морска или хималајска сол. За сосот од печорки ви е потребно 1 лажица ладно цедено масло, 1 помала главица кромит, 3 шолји печорки, морска или хималајска сол, 1,5 лажица мајчина душичка и 1,5 лажичка русмарин. Како сето тоа да го подготвите? Иседениот јачмен прелите го со вода, колку да го покриете, и посолете го. По 7 час варење, исецете го
и зблендирајте го. Мешавината измешајте ја со ситно сецканиот магданос и зачинете со мускатно оревче и сол. Со влажни раце формирајте ќофтиња и така формирани спуштите ги во претходно зовриена и посолена вода. Извадете ги кога ќе испливат на површината. За тоа време исечкајте го ситно кромидот и попржите го на претходно загреаното масло, а потоа додајте ги и печурките. Зачинете со сол, црн пипер, мајчина душичка и рузмарин и пржете околу 15 минути. Сервирајте ги ќофтињата со сосот од печурки и украсете одзгора со малку магданос. Еве, тоа беше нашата препорака за здрави рецепти ово утро. Ќофте од јачмен во сос од печурки. Нека ви е пријатно, пробајте и ќе видите дека е вкусно. Одеме сега со уште една песна, потоа ќе се вратиме да проследиме и последната рубрика во нашата денешна емисија. Во рамките на рубриката Археологијата потврда во Библијата, овутро би пренел неколку информации, не само овутро, тука и во наредните утра, епохално откритие на професорот Фридрих Константин Тишендорф. Пред мене лежи света животна задача, борба за пронаѓање на изворниот облик на Новиот Завет. Тоа се зборовите што ги напишал, како што спомна, Фридрих Константин Тишендорф на својата свршеница во 1842 година, тогаш што имал само 27 години, бил доцент во Лајпциг. Од прилика 30 години подоцна, кога умрел во умреницата, било посебно истакнато дека никој пред него не сторил повеќе за Новиот Завет, откако се напишани ове книги од апостолите. Кога ќе прочитаме какво тврдење, секако ќе се прашаме на кој начин Константин успел да додаде
толку извореден придонес во прилог на пронаѓањето на Новиот Завет. Во годините кога младиот Тишендорф бил студент по теологија во Германија, авторитетот и веродостојноста на Новиот Завет во оваа земја биле изложени на сомневање како никогаш порано. Оддадени теолози биле уверени дека и служат на вистината само поради тоа што изворите на христијанската вера се подложуваат на најстрого критичко истражување. Во тоа време апостол Павле е погрешно сметан за авторитет само на 4 книги што го носат неговото име, додека другите биле означени како производ на анонимни автори од подоснежните векови. Освен тоа, многу списи од животот и работата на Исуса Христа, кои се наоѓаат во Евангелијата, се отфрлени како легенди, додека Евангелието според Јован е прогласено за книжевен производ кој потекнува од некој период кога првите факти за Исуса веќе одамна биле заборавени. Младиот Тишендорф, како мошне побожен човек, бил длабоко ожалостен со ваквата состојба и затоа сметал дека одбраната на Новиот Завет треба да се постави на цврста подлога, а тоа значи дека треба да се има грчкиот текст кој ќе го прифата дури и критички наклонетите научници, бидејќи тој речиси е идентичен со изворниот текст. Меѓутоа, такво нешто не постоело на почетокот од 19. век, иако во тоа време било познато дека по манастирите и библиотеките посред повеќе од 4000 ракописи на Новиот Завет на грчки јазик, сепак тие не биле наполно сигурни дали навистина Новиот Завет е веродостоен. Од ова причина, многу научници дошле до заклучок дека никој не ги пронашал оригинално напишаните дела на библиските писатели. Од друга страна, они што верувале на Библијата го поддржале мислењето дека Бог ја ставил својата рака над својата реч и на тој начин ја сочувал од пропагање. Меѓутоа, ним им недостигал доказ дека Библијата со векови е верно пренесувана и дека не претрпела никакви измени. Што открил овој учен човек, овој млад учен човек, почитувани гледачи? Кои се тие докази кои навистина фрлиле ново светло врз Новиот Завет дека е веродостојна книга, дека е вдахновена од страна на апостолите, односно на Бога? За тоа ќе слушнеме во утрешната емисија и во неколку наредни денови. Ќе ви пренесувам интересни факти кои ги пронашал овој млад човек, кои едноставно биле напишани и обелоденети, и денеска може со гордост да ја читаме Библијата и да веруваме дека е навистина Божје писмо упатено до секој од нас. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме и до ова наша денешна утинска програма до крајот. Ви закажувам нова средба утре во исто време, значи во 8 часот и 30 минути на исто место. Срдечен поздрав од мене и од техничарот Драго Методиев, кој денеска е заедно со мене, така да се гледаме, ако Бог даде, живот и здравје утре во исто време на исто место. До тогаш, имајте убав ден, биете благословени и секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.